50-то јубилејно издание на Драмскиот аматирски фестивал во Кочани покрај спектакуларниот старт од вчера вечер продолжи со уште подобар тек на представите најавени во агендата. Денеска на сцената во Центарот за култура Бели Мугри извореден настап има учениците од драмската секција при Основното училиште Блаже Конески од Велес, кои ја одиграа представата Светот е полн со убавини и притоа пренесоа поучна порака до публиката која еден час уживаше во нивната изведба. Главниот лик Матеј ни го пренесува сижето од Светот е полн со убавини, која всушност е адаптација на Црни и жолти од Славко Јаневски. Јас сум трето оделение и дојдем од Велес. И дојдов тука за да настапувам со улогата детето во представата Светот е полн со убавини. Во представата се зборува, јас патувам со 4 детски страни, сонот, фантазијата и љубопитноста и детето, тоест јас и патуваме низ светот и гледаме како децата живеат. Тешка ли улогата што ја глумиш ти денес? Па улогата што ја глумам јас не е прилично тешка, јас можам да совладам. Инаку оваа актерска екипа првпат зема учество на ДАФ, а представата пред извесен период го освои првото место на детскиот драмски фестивал. Режисерката, а воедно и наставничка по глума во ова училиште Стефани Андреевска се надева на награда која на учениците ќе им биде поттик за уште поголеми успеси, ангажмани во театарот и глумата. Ние сме драмската секција на Основното училиште Блаже Конески од Велес и ќе се представиме на Драмскиот аматерски фестивал оваа година со представата Светот е полн со убавини. За сценариото го подготвивме јас и наставничката Костадинка Атанасова. Тоа е адаптација на поезијата на Славко Јаневски, Црни и жолти, и други песни од современата македонска поезија. Драмската представа носи една силна порака, а тоа е децата дека од светот се исти и дека исти работи сакаат да играат и преку игра да учат, што всушност е и пораката од Црни и жолти. Представата ја подготвувавме можеби 1 месец до 2, заедно, мислам, по часовите во рамките на драмската секција. И откако учествувавме на патрониот празник Сонја, решивме да се пријавиме на детскиот аматерски фестивал и се изненадивме, бидејќи победивме, добивме гран-при, а Матеј, улогата на детето, доби најдобра машка улога. Па автоматски, по автоматизам, секој што ќе победи на детскиот драмски фестивал учествува на ДАФ. Не знам каква ни е конкуренцијата, но секој што учествува се надева на награда. Од редот на секциите при основните училишта следната театарска представа на овогодишниот ДАФ ќе биде изведена утре со почеток од 12 часот од актерска екипа при Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово под името Веселите артисти, изработена во режија на Емилија Стојановска.